Бабин ден. На 8 јануари по старо или на 21 јануари по ново календарско сметање се празнува денот на бабиците, тоест денот на оние жени кои помагале да се донесат бебињата на овој свет. За лесно породување, бабицата требала да го бакне крстот 3 пати, да запали темјан и со него да ја благослови куќата, да ги затвори сите прозорци и врати и да одврзе се што е врзано. Самото породување треба да се чува во тајност од сите, освен од бабицата и од свекрвата на жената. Додека бебето не се крсти, младата мајка треба да остане во кревет и да не се остава сама, бидејќи овие денови се сметале за опасни за неа и за бебето. Огништето во куќата не треба да се гаси до 40-тиот ден. На овој ден бабиците одале по куќите, каде во текот на изминатата година со нивна помош се родило дете и изведувале разни обичаи, како на пример капање на децата од бабицата, проследено со благослов, помазание на бебињата со мед и путар и подарување на бабицата со подароци, волнена и обредна погача во вид на мали гевреци. Ритуалот се изведува за да се обезбеди здравје за сите учесници. Бабицата има особено возвишено место во традиционалниот семеен живот. Таа е универзално почестена и сакана поради незините вештини во донесувањето нов живот. Непосредно пред изгрее сонце, мајките на деца помали од 3 години одат во заедничкиот бунар за да црпат свежа вода. Во него потопуваат гранче босилек или здравец, потоа земаат сапун и нов пешкир и одат до куќата на бабицата. Ритуалот на капање се изведува на отворено, под овошно дрво во градината, на блокот за сечкање дрва или на предните скали од куќата. Секоја жена и го подава сапунот на бабицата, истура малку вода за да ја измие, а потоа ја подарува и новата крпа. Бабицата пак ги брише рацете суви со здолништата на жената, за да биде плодна и за да има лесно породување. Потоа, бабицата ја подарува на жената еден куп граниуми, врзани со црвено, бели конци. Додека се мие, бабицата може да ја прска водата во воздух, да скокне 3 пати и да каже: така може да ги скокне децата и да стане бела и црвена, тоест здрава и чиста кожа со румени образи да има. По капењето, жените на бабицата ја подаруваат кошули, чорапи, ткаенина кои ги закачуваат на десното рамо. За возврат, бабицата врзува на раквица од црвени и бели конци со сребрена паречка на десната рака на секој дете што го родила и му дава чорапи и кошули. Потоа, ритуално го мие лицето на детето, бидејќи се верува дека водата што минува низ рацете на баба, на бабин ден, има прочистувачки својства. За време на ручекот на бабин ден, мајките подготвуваат гозба во куќата на бабицата. Секоја жена носи свежо печена погача, баница, варено или пилешко на скара, традиционално се коле тогаш кокошка, и бокал со вино или ракија. Секоја жена ја бакнува раката на бабичката и ја подарува храната. Вечерата е придружена со многу песни, ора и многу шеги и мајтапки. Бабицата носи јака од црвена пиперка околу вратот и ги извршува обредите за плодност, додека вечерата напредува. Дури откако ќе заврши оброкот, мажите може да се приклучат. Празникот Бабин ден кулминира со ритуалното капање на бабицата. Гостите и мажите ја носат бабицата надвор и ја седнуваат во кучија или санки. Во некои делови од земјата се користи голема плетена корпа. Мажите, облечени како волови со кожи, маски и рогови, ја влечат кочијата или санките низ селото. Ако на пат сретнат маж, жените бараат откуп. Тогаш веселото друштво тргнува до реката и ја капе бабичката. Овој посебен ритуал се нарекува влечугање или превезување
на бабицата.